Yeah, you know.
Господи,
Carstvo to nebesno,
Hrista od
док имен глас 8. Нивната проповед се пренесува по целата земја, а нивните зборови до краишките на вселената. Одделат апостолски читање. Во оние дни Стефан исполнен со вера и сила врвеше големи чудеси и знаци меѓу луѓето. Тогаш стана некој од синагогата, наречена синагога на либертинците, и од синагогата на киренејците и од електрадејците, како и оние што беа од Киликија и Азија, и почна да се препираат со Стефана, но не можеа да му се спротивставуваат на мудроста и духот со кого тој зборуваше. Затоа одучија некои луѓе да речат: го чувме да фули на Мојсија и на Бога. И го побуња народот. Старешините и книжниците, и откако го нападна, го фатија и го одведа во Синедрионот и представија лажни сведоци кои рекоа: овој човек не престанува да фули на ова свето место и на законот, туку чувме како зборува. Овој Исус, Назаретот, ќе го разруши ова место и ќе ги измени обичаите што ни ги предаде Мојсей. И сите што беа во Синедрионот се вгледаа во него и видоа дека лицето негово му беше како лице на ангел. Тогаш првосвещеникот рече: така ли е тоа? А тој одговори: луѓе, браќа и оци, чујте, Бог на славата му се јави на нашиот татко Аврама, кога беше во Месопотамија, уште пред да се пресели во Хран, и му рече: излези од твојата земја, од твојот род и од домот на татка ти, па дојди во земјата што ќе ти ја покажам. Тогаш што излезе од земјата Халдејска и се насели во Харан, а оттаму по смртта на неговиот татко, Бог го пресели во ова земја, каде што живеете вие сега. И во неа не му даде наследствена стапка. И Соломон му изгради дом, но Всевишниот не живе во ракотворни храмови, како што вели пророкот: небото е мојот престол, а земјата подножје на носете мој. Каков дом ќе ми направите, вели Господ? Или кое место е за мојата почивка? Не го направили сето тоа мојата рака, тврдоглави и необразовани по срцето и уништени. Вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како таткосите ваши, така и вие, кога од пророците не го гонеа вашите таткоси. Тие ги убија оние што го представија доаѓањето на праведникот, чии предавници и убици станавте сега и вие. Вие што го примивте законот преку ангелите, а не го одржавте. Кога го слушаа ова, срцата им се кинја од јад и со забите крцка против него. А Стефан, исполнет со Дух Свети, кога погледна кон небото, ја виде славата Божја и Исуса како стои од десната страна на Бога и рече: еве, ги гледам небесата отворени и Синот човечки, како стои од десната страна на Бога. Но тие, откако извикаа со висок глас, ги затворија ушите своји и еднодушно се нафрлија на него. И кога го изведоа надвор од градот, почнаа на него да фрлат камиња, а сведоците ги оставија лиштата своји пред нозете на едно момче по име Савле и фрла камиња во Стефана, кој се молеше и велеше: Господи Исусе, прими го духот мој. А штом падна на колена, извика со висок глас: Господи, не примај им го ова за грев. И штом го рече тоа, тој почина. Мир на тебе што ни читаше. Твое.
Imаше jedan čovek domaćin koji nasadi lozije, go zagradi sa plod, iskopa bunar, napravi kula i otkapu go predade na lozarite siotnice. I koga nabliži vremenu za berenje, slugi isprati pri lozarite svojite sluge, za da mu bi soberat plodovite. No lozarite koga bi hvatija negovite sluge, jedni od toga treba, drugi od go ubija, a treti od sokamenja go zasipa. To ispravi svega drugi slugi, poveće od prvih, no i s onih napravija isto. Najposle u isprati pred njih svoj od sin veleći, će se zasramat od sina. Amo lozarite što mu vidio sina mu, si rekao pomeđu sebe, ovo je naslednik od, ajde da ga ubijeme i da ga prisvojime na svesvatu nekoju. Pa što mu hvatija ko izvede od nadvora lozjeto i ga ubije? Ako ga će dojde s gospodarom na lozjeto, što će im napravi na lozarite? Bo odgovorio, zlostornicite će ih pogubiti, a lozjeto će go dane na drugi lozari, što će mu gi davati plodovite nagrade. A Isus im reče, zar ne ste čitali u knjigite, kameno što ga otvrdnja zidarite stane kamen nagore? To je od Gospoda i prekrasno je očite. Now,
Благочестивio и Христолюбивиот, народ наш македонски православен на Господе Господу, Господе царство, постоянно сега и секогаш и во вечни векови. Let us complete our prayers unto the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts now offered, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this house and for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have
Вседržител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо. И во едниот Господ Исус Христос, Син Божи единороден, кој е роден од Отца пред сите векови. Светлина од светлина, вистински Бог од Бога, вистински роден, несоздаден, едносушен на Отца, преку кого се станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтискиот Пилат, пострада и беше погребен. Воскресна во третиот ден според писмото, се вознесе на небо и седи одесно на Отца. И пак ќе дојде со слава, да им суди на живите и мртвите, и неговото царство веќе има крај. И во Светиот Дух, Господ, кој живот твори, кој излекува од Отца, кого заедно со Отца и Сина го славиме и му се поклонуваме, и кој говори преку пророците, во една света соборна и апостолска црква, исповедувам едно крштение за опростување на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и животот на едниот век. Амин. Да застанеме добро да со Исус Христос да ти мамаме, светите дарови во мир да ги принесеме. Милост мија, жртву хвалебија, Благодатта на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога од Светувањето на Светиот Дух
Sebe i Svetog
Страх Божий, вера й любов, Христа тебе. Благословен гради Твоя, Господне, доброслов и христиана. Віримо, Господи, і сповідав
За живот Ти си оскърб, Ти си наше осветуване и Тебе слава Ти възнесуваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всекогаш и во сите векови. Со мир да излеземе. Поймени Господи, На Господа да се помолиме. Господи помилуй. Господи, кој ги благословуваш оние кои те благословуваат и кои ги осветуваш оние што се надеваат на Тебе, спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Сочувај ја болнотата на Твоята црква, освети ги оние што ја сакат убавината на Твојот дом. Ти прослави ги нив со Твојата божествена сила и не остави на нас кои што се надеваме на Тебе. Дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свещениците, на Христолюбивата војска и на сите Твои луѓе. Зашто секој добро дава и секој совршен дар од Господа, што слегува од Тебе, Отецот на светените. И Тебе слава и благодарност и поклонување Ти вознесуваме. На Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Христе Боже наш, Ти се Василие Велики, Григорий Богослов, Јован Златост, по молитвите на светите македонски просветители учители, Кирил и Методи, нивните свети ученици, Климент и Наум, австрийските чудотворци, Сава Зборозни и Ангелари, по молитвите на светите мъченици, свети Георги Кратовски, света Злата Меглеска, светите 15 струмички мъченици и Спасо Родовички, по молитвите на светите преподобни отци наши постановители, Йоаким Особовски, Прокопчински, Гаврил Лесновски, Јован Рилски, Нектари, Иегат Ангел Битолски, Ангел Ерински, Иларион Мегленски, преподобната майка наша Параскева Петка, по молитвите на светите праведни богоци Йоаким и Ана, на светиот првомаченик и архидјакон Стефан, чиј спомен денес го празнуваме, и на сите свети да не помилува и спаси, зашто е добар и човек кој люде. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе,
Na zdravje neka svetita bogoslužba. Sveti praznik od nas svetio arhidjakon i pravomačenik Stefan. Neka je za mnogo godini, one što ga ima, njegovото ime što ga nosi, neka im je čestito. Daritelji za crkvата za Денерсе, Трайче Јошевски, за здраве на фамилијата подарува $50, за здраве на фамилијата од фамилијата Петковски, Благојче, Валентина, Александра, Срđани, Марија, $100, на вас сите дарители и благодариме. Божје благослов на сите вас. Амин. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Рековме дека денеска е празникот на светиот првомаченик и архидјакон Стефан. Ова е третиот ден од Божик. И како што спомнавме и вчера, црквата одредила оние личности кои се најблиску до настанот да се прославуваат следниот еден или два дена. Па бидејќи завчера беше празникот на раѓањето на нашиот Господ Исус Христос, вчера беше споменат за Пресвета Богородица, а денеска ете црквата одредила во третиот ден на Божик да се празнува споменот за светиот архидјакон Стефан. Зошто баш свети Стефан? Затоа што свети Стефан беше првиот маченик за верата Христова, за Христа. Овој настан се случил една година откако слегол Светиот Дух врз апостолите. Апостолите постојано биле во прогон, биле гонети, затоа што проповедале нова религија која во Римската империја тогаш била непозната, а и која со закон била забранета. Освен тоа, еврејските старешини не сакале така лесно да се откажат не само од нивната вера, што имале во Стариот Завет, туку најповеќе од власта нивна. Сите властодржци се такви. Многу тешко ја предаваат власта. Иако знаат дека тоа е привремено, меѓутоа ете се борат до последен здив да ја сочуваат власта. Свети архидјакон Стефан се појавил како проповедник на таа нова христијанска религија. И нормално дека во тогашно време бил подзаканат за гонење. И во една прилика, кога тој бил нападнат од старешините јудејски, па и голем дел од народот, тој им зборувал за Христа. Најпрво направил пресек од Стариот Завет, се што направи Господ Бог за еврејскиот народ. Им кажа како беше избавен еврејскиот народ од робството, како беше избран народ во Стариот Завет. Меѓутоа, после тоа им зборуваше и како и на кој начин еврејскиот народ се одложи на Бог, затоа што им испрати својот единороден син Господ Христос, кој беше и Спасител Исус, и Месија Христос. И Месија беше токму на таа нова религија која тие не ја прифаќа. Им кажа и после како тој заврши, дека тие без вина неправедно го осудија и така натаму. Сето тоа ствараше гнев
кај нивните старешини. И народот забележал дека кога тој зборуваше, вели преданието, односно Светото писмо, лицето негово беше необично, исто како што Мојсей кога зборуваше со Богом. Гневни на сето она што тој ги прекори за злодејанијата што ги направија против Христа, го изнесоа надвор од градот и го каменуваа. Го каменуваа со камења, го убија до смрт. Меѓу нив, кој учествуваше во тоа злосторство, беше и Савле, негов роднина, а подоцна тој истиот Савле стана најголем проповедник на таа христијанска вера, откако доби видение пред градот Назарет и беше, кога беше прашан: Савле, зошто ме гониш? Тој разбрака тоа видение од Бога и затоа ја прими христијанската вера и стана еден од познатите апостоли подоцна. Зошто се вика првомаченик Стефан? Затоа што тој беше првиот кој пострада за христијанската вера, маченички. Првиот беше маченик, измачуван за верата. Архидјакон се нарекува затоа што кога апостолите после следувањето на Светиот Дух врз нив ја ширеле верата, основале црковни заедници во Ерусалим и околината, не можејќи секаде да постигнат и да ги извршуваат сите обврски што им произлегува, особено околу помагањето на сиромашниот народ. Затоа тие избраа 7 луѓе меѓу нив, 7 ѓакони, кои се грижеа за таа работа, а додека пак апостолите се грижеа за проповедање на верата. Прв таков избран ѓакон беше Стефан и затоа се нарекува прв меѓу ѓаконите, архидјакон Стефан. Што ни кажува Светата Црква преку овој настан за Свети апостол, за Свети архидјакон Стефан? Прво ни кажува дека ни дава порака, дека луѓето многу тешко ги менуваат своите навики, особено кога е во прашање нивното идеолошко убедување. Така било и во минатото, и во скорото минато, и така натаму. Неќе да мислат и неќе да размислат дека претходното убедување или верата во едниот Бог во Стариот Завет, преку доаѓањето на Господа Христа, таа се усовршува, не се прекинува, меѓутоа се усовршува. И Господ Христос дојде толку заради тоа да им покаже на луѓето патот кон спасението. Втората порака е таа што како и тогаш, така и денес. Мачеништвото за верата не прекинало никогаш. Светиот Стефан беше првиот. Меѓутоа, низ историјата на црквата има многу маченици. Ако го погледнеме календарот, ќе прочитаме таму оние што ги знаеме, што се запишани, и пред секој светител може би пишува маченик или великомаченик. Оние кои биле измачувани и оние кои биле многу повеќе измачувани, како Свети Ѓорѓи, Свети Димитри, Свети Стефан и така натаму.
Меѓутоа, и покрај сето тоа, верата во Бога не престана. Христијанската религија не беше уништена. Нити во поново време, кога мнозина мислеа дека е завршено со црквата, напротив, како што се вели во Светото Писмо, ако нема луѓе, тога Господ од камења ќе створи негови свој човек, кој ќе ја проповедаат верата. И ете тоа се случува и во денешно време, кога масовно народот и кај нас во Македонија и тука се враќа кон верата. Полека се забораваат сите оние претходни убедувања, се враќаме кон верата, бидејќи верата во Бога е единственото нешто кое дава утеха на човечката душа, кое ја облагородува душата, која ги помирува луѓето меѓу себе, ја шири љубовта и ја зацврстува верата. Нека ни е за многогодини празникот на светиот архидјакон и правомаченик Стефан, на многогодини. Амин. На здраве, нека е светата благословива. Дојдете тука, земете си нафора сите.